Еден така, друг вака, трет ни така ни вака. Па ќе речат, ту бре што табиет ќе беше човеков не можеш да му угодиш. Ни од лице, ни од опаку. Те сакал, те не сакал, те можел, те не можел, те кај баш сега, те зошто баш ова. И тргнеш ли да се расправаш, ни крив ни должен можеш да си го однесеш. Оти со табиет играчка нема. Таков сум, тоа сум јас ке ти рече. А, Пеоска, се браните и вие со оваа реченица кога некој од Каршија ќе ви рече не така, вака, таква сум, тоа сум јас, таков ми е табиетот? Многу ретко сум се фатила еве во таква реченица. Мислам дека многу лесно комуницирам со сите типови на луѓе. Ги разбирам луѓето, толерантна сум и лесно се разбирам со сите. И вакви не така, вака, сакам ова, не сега, зашто не е попосле? Имате се разбирам многу, помалце комуницирам веројатно. А некој од Каршија вам кој ќе ви рече ти ќе ми кажеш, ќе одмолчите, нека си тера по патот или ќе речете да, ја ќе ти кажам и ќе влезете во расправа? Зависно од ситуацијата, да, ако е битна ситуацијата, битен ставот што сум го завземала, ќе го одбранам и така. Така со строгост, со... Па не со строгост, со објаснување, со аргументи, веројатно. Но ако нешто не е ни битно, не влегувам во конфликт. Пуштате така. Така. Одбивате на глупост. Инаку по табиет, каква сте? Весела, гласна, брза или меланхолична, тивка, пополека? На времето бев многу тивка, незабележителна. Сега знам дека сум и гласна. Подинамична? Динамична, брза, ведра, сакам да се дружам со луѓе, но знам да бидам и тивка и да си ги барам моите саат, два пред да заспиам, бидејќи сум научена сама да го завршам денот. Значи, иако сакам да сум со луѓе, да се дружам, сакам да го завршам денот сама. Затварате врата, нема никој пристап? Не, него сите си легнуваат, па ме оставаат до 3 сат ноќе, јас тогаш обично легнувам. Навикната сум така, ама тоа ми е и потребно. Спиете малку, доцна се будите или доволно ви се 5-6? Па зависно од ангажманите што ги имам. Кога сум имала работни обврски, сум морала да станам рано. Значи многу малку успиам, по 5 сати да речем. А сега кога сум еве без некои обврски рано на Сабајле, кои ги избегнувам најчесто. Закажувате се после 10? Да, до 11 не поспавам, бидејќи ќе станам околу 10, но ми треба и долго време да се растонам на рад. Тогаш знам и да поспијам, да. Со трпението, како сте? Ќе чекате, ако треба и година и две, ама ќе дочекате? Или сега, одма, денес, сутре? Па може би најблиските по тоа би ме окарактеризирале ако им поварате со еден збор да ме опишат. Многу сум нестрплива. Одма? Нестрплива одма, сега јас сум и таква по карактер и лесно се организирам и брзо ги работам. Работите и ме нервираат кога другите околу мене се нешто спори, па не можат да ме пратат. Ги убрзувате? Значи, ги убрзувам, да, ги нервирам некогаш. Но понекогаш вака изгледа, нели, интересно, некогаш е нервозна ситуација. Но таа моја особина, па во многу случаи, значи и позитивна особина, затоа што сум упорна да го направам тоа што ќе го наумам. И секогаш знаете што сакате, оти за тие што сакаат сега, тука и одма се, ама не знаат што сакаат. Вие? Јас знам што сакам. И многу нешта сакам. Имам многу желби и мислам дека тоа е на некој начин показател за тоа колку сте внесени во животот. Имав еден период само во животот кога се фатев самата себе си како немам желби. И тоа ме уплаши толку, тогаш знаам дека бев полумртва. Сега сум повторно со сите мои желби, многу желби. А не си една по една? Под списокот одите или да, некои знам дека бараат време, но цело време ми се тука, јас работам на нив и знам дека сите ќе ми се остварат. Собствената лага си ја познавате веднаш кога ќе ја изговорите или дуре утредента Сабајлето кој ќе ве разбуди мачнина во стомакот? Па како да одговорам на ова, ја не се сеќавам дали лажам или не, мислам дека не лажам.
Бидејќи ни самата себе никош не се лажам и не сакам лаги. Не знам да се справам со нив. Но веројатно, како и сите други, употребувам некакви лаги кои што се Демек белите од тие као... белите лаги, да. Има ли такви бели лаги, црни лаги? Има во ситуации каде што не мора по секоја цена да се каже вистината за да не заболи, а нема нели зошто Никакво да се значење. каже, да никакво значење, некогаш е подобро така ситна некоја лага да се промакне. Ќе љубопитна сте, ќе дзирнете и таму кај што не е за дзиркање или доволно ви е тоа што е начик, што се гледа, што имам сега да чекам таму кај што не ми е место или баш таму кај што е забрането? Сите прашања се некако и така и вака, нели? Зависно од Може и едното и ситуацијата, другото. може и едното и другото, да. Многу сум љубопитна во смисол да сакам да видам што повеќе места, да ги видам сите реки во Македонија, скоро сите сум ги видела до изворите, или да прошетам низ светот. Но за другите луѓе не сум љубопитна нешто што е вообичаено нели во нашиот менталитет. За комшијата да слушнам, да прашам, не ги знам тие работи, не ме интересираат. Верувате само во она што ќе го видите или повеќе во она што не се гледа? Па веројатно секоја работа е сублимација на искуството, знаењето и интуицијата. Но сепак интуицијата ги врзува сите тие нешта. Повеќе верувам на тоа комплексно сознание. Кој ќе сгрешите, што правите? Си простувате брзо? Не си простувам брзо. Се карате со себе? Не, кога работам нешто сакам да го направам најдобро што може. Не си дозволувам грешки и после тоа се преслушам уште долго време додека успеам да го потиснам тоа. Не ви е просекот 10-0-0 во однос на сама себе? У кој смисол? Оценките што си ги ставате за... Па да, својата најчесто си давам високи Високи? оценки, да. И веројатно токму затоа и не можам да си простам ако негде ги кнам. Аници, мажот и е подобар пријател на жената или жената си е подобар пријател на жена? Жена? Мгм. И едните и другите се неопходни, не може без нив. Со тоа што веројатно со жените се муабетите на сосема друго ниво, други теми. Со мажите се други муабетите и друг е односот. Ја ги имам и тие пријатели и мислам дека без нив не можам. Ни едните, ни другите. Лесна сте на скарување и лутање, да се свртите и да затворите врата или 100 пати ќе треба да ве навредат и излажат за да се налутите и да си отидете? Веројатно во себе, да, се повредувам, се налутувам, но не го покажувам, тоа многу сум трпелива. И може да помине многу време додека тој другиот, да речеме, не дознае дека ме повредил. Но затоа, пак, кога ќе дојде тој момент, кога ќе се надмине прагот на издржливост, тогаш вулкан и поарно да не си пред мене. Викате? Све правам. Не е важно Викам, кој е се како. лутам, едноставно бесот мора да излезе. Така да веројатно можда е подобро на мали нема никој. парчиња да го вадиш тој без него вака, да бидеш трпелив со не знам која причина и на крај по тоа да А на избегне. оној што не знае дека сте му се налютиле, кој ќе го сретнете, ќе му кажете? Не. Или како Не. ништо да не било? Не, значи сепак зависи од тоа кои луѓе ми се битни во животот или со кои луѓе понатаму ми е битно како ќе се одвива односот. Ако треба да се гради односот и понатаму, веројатно ќе дојде момент кога тоа секако треба да го кажам, не знам на кој начин, не со избувнување, нели сигурно. А за луѓе што ми се попатни, со кои што не морам да влегувам по секоја цена во конфликт, ја и тоа нема ни да го кажам. Со скулптурите, како стоите кога не ве слушаат, кој кому се развикува? Вие ним или тие вас, па не може, не знаете што да правите од бука? Многу убаво се дружам со скулптурите, веројатно тоа е релација на некое друго ниво надвор од Никогаш реалноста. кавга не избила? Не. Многу добро се разбираме. Јас веројатно моите чувства, моите емоции, размислувања ги вградувам во нив, но потоа имав среќа, еве да напоменам дека еден критичар ликовен од Ниш, Љубиша Коцич, ме следи веќе 10 години.
и прави многу убави критики и осврти на тоа што го работам, со такви длабоки анализи, филозофии, митологии, архаизми, символизми и така натаму, да ќе ми го каже тоа што јас сум сакала да го кажам, се изненадувам дека тоа е тоа. Значи јас не сум знала што сакам да кажам. И што ви кажа Културата за... потоа раскажува што сум била јас во тој момент. Што ви кажа за последната чувствена агол? Што сте сакале да кажете? Токму тоа што сакав да кажам, јас во јавноста многу и не зборував дека дел од нив се мои лични чувства. Поготово на серија Искршени мисли се лични емоции, иако во секој дел јас пробувам да ја вградам символиката на таа животна енергија, на големата мајка, оптимизмот, љубовта и така натаму, убавината на живеењето, сепак таму има нешто и многу лично и тој тоа го препозна веднаш. Значи многу добро ме познава и мене и моите дела за да ги прочитам многу лесно. Аницин, вие сторивте ниет од железото, од металот, од диноксот, од тоа студенило да создадете топлина. Што беше ова? Пркос? Баш таму кај што не може, јас ќе се обидам да направам нешто што ќе мора да може? Да. Имам среќа, вака најпрво јас мислам дека кога уметникот или било кој творец, нели, си најде свој медиум, дали е тоа зборот, дали е музиката, визуелното дело, ако си најде медиум, тој преку тој јазик се искажува и дека не треба понатаму да се објаснува и така натаму. Меѓутоа имав среќа, ќерка ми беше на гости, таа иначе студира постдипломски дизајн во Америка. И почна да ме распрашува, токму пред изложбата беше тоа. А зошто работиш ова? А зошто си ја напуштила глината која многу ја сакаш? Нели таа ти беше топла, блиска? А зошто металот вака го прекршуваш? И ја викам, добро бе, доста остај ме, сум кажала, нели тоа што сакам да кажам. Не, ми направи добро дело, со тоа преслушување, бидејќи така убави разговори водевме. Нели дека на исто ниво и таа е креативец и јас сум креативец. И зошто? Но еве ме натера, напиши абстракт. За секоја изложба ќе треба еден вове ти авторот да даде, нели, што тоа значи таа изложба. Приморувајќи ме да седнам да напишам 10 реченици, ја уствари влегов во себе испитување, во преслушување стварно што сакав јас од тој метал. Го работам веќе 10 години. А постојано и понатаму... Студена сте одвнатре? Не. Кршлива сте така? Сум мека топла како глината, јас така си се замислам, не знам друг како ќе каже. Но сватив зошто почнав да го работам металот. Значи постојано ја нагласував символиката на големата мајка, продолжување на животот, убавина на живеењето, љубов, грижа и така натаму. Обвинувајќи го металот, бидејќи таа е символ на едно време на хумано живеење, тоа е неолитот, кога немало насилство и војни. Со појавата на бронзата, железото, почнуваат ера на цивилизацијско живеење, време на војни, што и се вика во историја на цивилизација железно време, бронзено време, по името на металот. Јас го обвинував пронаоѓањето на металот за почетоците на насилствата. И едноставно го мразев. Пробав, значи, од пред 10 години, полека да работам први на бакар, алуминиум, железо, бронза, не знам што све не изработив од метал, иноксот на крај ми легна највеќе. Токму со таа идеја да го облагородам и да го скротам насилството во него. И мислам дека со последната изложба токму тоа и го направив, бидејќи многу емоции имаше таму, мислам дека се видливи, дека луѓето ги примаат пораките што сум ги градила. Аницин, пливате во длабоко сама или до таму дека што се допира? Не пливам. Не сум ни некој добар пливач, ама ми е страф од длабина која не можам да ја видам, значи ако не е продзирна поготово, најчесто до тука пливам. А во шума би се пуштила сама да се загубите? Не ми е страв да се загубам во шума. Не ви е страв? Не. Многу често одиме заедно со мажми, со пријатели, скоро секој викенд во планина, во природа и најчесто сме така
стационирани во еден тесен круг, ќе си најдеме лединка, па се постила јадење, па така. Убаво дружење. А ја трчам до Брденце надоле, па до долинката да ја видам другата. Вртам Со кружчиња животните тука. се разбирате, со цвеќињата правите муавет? Со цвеќињата, да. А животните подалеку? Не, доскоро имав куче кое што еве тешко го преболив. Да, сакам и животни, но цвеќињата и дрвата ми се нешто без кое не можам. Ја дома имам и внатре и надвор градина. Значи летната е надвор, а внатре цела куќа ми е посана со цвеќиња. Рецим, кога последен пат му се наутивте на животот дека не е фер и дека ве намести во некаква ситуација како што не бевте подготвена? Бев во таква ситуација, има 15 на години веројатно, кога се налутив дека живеам живот кој што веќе не го контролирам, нели? Кој што не го посакував. И како што пред малку кажав, значи, ја знам да трпам долго време, но кога ќе настане на ерупција на вулканот, тогаш е вулкан и нема бегање. И тогаш едноставно направив многу револуционерни работи во мојот живот. Прво ја сменив работата. Ја сакам да... Да. Отидов во поле на креативност, тогаш правев шапки, да речеме, на фрерија на шапки, па бев директор на модна куќа, тогаш ми беше модата фокусот во креативноста. И така се надоврзаа сите работи што ги сакав, што ме чекале да ги направам. Без страв да не погрешите, отказ, шапки, ревија за шапки, директор на модна куќа. Јас имам уште, веројатно, уште доста работи што сакам да ги испробам во животот. Не ми е страф од нови почетоци, напротив. Сакам да ги оставам сите желби. Во кујна ве бива, мајстор сте и таму, знаете да експериментирате со вкусовите, па да заглавите цел викенд еден пити колачи, чорби, една друга? Знам, мислам дека ме бива, иако половина од мојот живот бев една од тие што воопшто не јадев и бев една од тие што посакува да измислат некој апче на место оброк, нели? Но сега еве јадам и спремам. Зошто? Што ме мрзеше или од што? Не сакав да јадам, не знам. Вкусовите ви беа... Уште од мала моите имаа многу голем проблем со мене. Но сега веќе и готвам и уживам во готвењето, тоа е убав начин. И во јадењето живете? Па да, не многу, повеќе во пиење кафе, цигари, вино и така натаму. Останати порочни задоволства. Порочни, да. А иначе сакам да сготвам. Тоа е убав начин да им угодите на блиските, да ги соберете друштвото, па и за некаква креативност. Ако се бавевте со балет, ќе бевте костимограф, кореограф, дел од ансамблот од повеќето балерина на Купчи или прима балерина? Па може би кореограф да бидам, ама веројатно би била прима балерина, затоа што кога бев мала сакав да бидам балерина. Па и сега се уште сакам да танцувам. Тоа е едно од можните неостварени мои занимања од многуто што ги посакував. Знаете ли безмилосно од дома да фрлате работи што не ви требаат или чувате се на купчи што треба и што не треба? Знам да чувам работи што не ми се потребни долго време, затоа што понекогаш мојата креативност ја изразувам преку преработка на нешто. Ова не е за фрлање, од ова ќе направам нешто, па тука добивам и идеи за креативност, дали за облека, дали за некои работи што би можела да ги употребам повторно во куќата. Но некогаш да доаѓа момент кога ќе треба све да се расчисти и знам и тоа да го направам. Така, веќе се. Да, и да се фрли све, да оставам простор за нова енергија, нели како што се вели. Плачете ли? Не сум плачка, но знам и да заплачам. Да. На филм? На приказна? На навреда? На бес? Кога? Сум заплакала и на книга, и на филм, и од бес, веројатно. Но не често. Не се предавам толку лесно. Планирате ли по пети пат да одите во Кина, да си ги видите скулптурите што прават, како им е без вас, што имаат да ви кажат? Да, Кина ми беше една од големите желби на времето и ми се оствари на фантастичен начин. Отидов 4 пати до сега. Има многу скулптури таму, што би сакала повторно да ги видам.
но би сакала да настапам со мојата изложба уште на многу други места. Ова изстава? Чувствен наго? Па е, оваа веќе се спрема да оди во Букуреш и Белград и Виена можеби. И понатаму не знам, Нью Йорк ме канеа, го одбив затоа што е Далеко? Што? далеку и скапо за кога се работи за скулптури и тоа беше трошокот што јас сама требаше да го поднесам, затоа морам да одбијам. Лесно е кога се работи за слика, јас витка, турутка и патувате. А вие превозот требаше тоа да го организирате? Превозот е, да, многу комплициран. Кој од стравовите ви се исполнил во животот, Аница? Мислам дека немам многу стравови, веројатно имам некакви, но не се плашам баш нешто. А кој страв ми се остварил? Еве сега за последната изложба се разбира дека во последните мигови, нели, и трема се појава дали ќе испадне како што треба, дали ќе се суреди. А ја ретко си дозволувам да барам помош од пријатели, не ќам да се наметнам, да им трошам време и така натаму. И се случи да ми се скрши ногата за убава работа, тоа беше прослава на Нова година, рок н рол, играње и така натаму. Но сепак, еве, тоа беше непосредно пред изложбата. И морам сега вака да кажам, сестра ми дојде и ми ја кажа вистината. Ете ти да знаеш да се смириш еднаш и да се скрасиш, што и да знаеш да побараш помош од други. И те задеси тоа за да научиш лекција. Научивте? Па ја научив. Ќе се смирите, ќе се скрасите малку? Не, и реков нема да се смирам, ќе безнеам и понатаму. Но да, дека бев зависна од пријателите, да, таа лекција научив. Што е мое, ќе си дојде? Што е тоа вашето мое, што го чекате да дојде? Моето што треба да дојде се посакуваните нешта. Имам, нели, како децана што прават се, што го правам тоа, кога ќе каснам некој ново јадење, си помислав желба, да не ја промачам приликата. Не сум го знаела ова. Да. Значи имам многу желби и се надевам дека ќе ми се остварат. Еве, една од тие е да добијам внучиња, ќе ми искараат децата, кога ќе го слушнат ова. Да ги видам и гласу водопадите во Јужна Америка и ангелскиот водопад и уште многу водопади во светот. Тие ми се наред што чекаат. Не знам, имам многу Долг е списокот на желби? Да, во списокот на желби. Еден куп работа. Да направам изложби успешни уште на многу места во светот. Ако ви падне да направам лечето... своја градина. Каква градина? Па веќе имам градина цветна, да речеме, во дворот, нешто патлиџанчиња украсни, но сакам да се одгледувам сама. Аха, да имате зеленчук. Зеленчук, да. Поставици, домати, зелка. Да, сакам да се брцнам во земја, дали за цвеќиња, дали за скулптура да правам, некако ме влече земјата. А ако ви падне лечето, ќе го дувнете и ќе го изедете или ќе го фрлите? Ете, одма тажна. Мисла, доскоро ќе му ја дадев на Карон моето сакано куче. Сега веројатно ќе го фрлам. Тоа нервозите чудна работа. Ке ни текне колку до попосле. Ама дур да ни текне, еден куп работи може да ни изнервира. Те кафето се истурило, клучот сме го заборавиле па враќа се назад, сметките не се платени кој ќе стои на шалтер во банка, комшијата пак нешто ни пререкол, мајсторите рекоа ќе дојдат цел ден ги нема, абе крај нема, а знаеш дека се ситни глупави работи. Ама ајде да. Ајде да. Кои се тие нешта што знаат вас така да ве изнервираат и да ви додат така? Кои се нештата? Значи, најпрво не сакам вести. Тоа се секогаш лоши вести и статистики и математики, колку жртви во која несреќа. А тие ни се секојдневие, нема бегање од нив. Не сакам, а ме нервира да речеме, еве по сите тие прошетки во природата во Македонија поготово, ѓубриштата, пластиките што се расфрлани секаде, многу често мислам дека сме стапнале, бидејќи одиме на нови места постојано, мислам дека човек не стапнал таму, но таму се пластиките не чекаат. Значи, одвратно ме згрозила тоа. Не сакам нељубезност на шалтер, исто така и чекањето, да. Но нељубезноста ја прави уште потешка таа работа. Што не сакам?
Мислам дека многу луѓе на културното однесување одвраќаат со агресивност, сметајќи дека тоа е одраз на немоќ или на слабост или на незнаење. Значи, малце повеќе култура не би ни било на одмет во секојдневието, бидејќи многу често во конфликтни ситуации заклучувам повторно и повторно да имаше малку култура во базичното однесување, немаше да дојде до недоразбирање. И желбите знаат да бидат табиет, и тоа како табиет. Некој ужива да оди на пазар, друг да се качува на вода. Трет сака, кога ќе дојде од работа, ручекот да е поставен. Некому ништо од ова не му е важно, сака да оди во театар, друг на изложба, трет да лета со авион, некој да чита, друг да пишува, секој со своите желби. Што сакате? Сакам музика, без неа не можам да живеам. Сакам цвеќења, природа, деца, дружење со пријатели. Сакам сама да ги правам нештата, значи сама да готвам. До сега не се случило да купам торта или колачи или нешто готови, секој сама ги спремам. Сакам сама и да шијам. И многу ми е помило кога ќе облечам нешто со сама сум си го сошила, него готово купено. Сакам позитивни луѓе полни со енергија, самосвесни што тоа сакаат од животот, убава енергија шират околу себе. Сакам да истражувам и нови места, значи сакам да шетам, но не во пакет аранжман, некој да ме води кај требало да одам и што требало да видам, него сакам сама да истражувам и тоа го правам многу често. Што друго? Сакам што ми бевте во емисијата. Благодарам. Ви благодарам и вас. Mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru.